Крстоносните војни се перестројка преку која Западот излезе од својот мрачен среден век. Доследно на традициите наследени од Рим, Западот го познаваше само законот на силата, односно сопствениот подем знаеше да го базира само на туѓата пропаст. Кулминацијата на тој период кој историски се означува како среден век е таму некаде околу 1000-тата година, кога дефинитивно западната црква и догматски се одвои од источната. А самото општество вриеше од разни принцови, грофови и барони кои водеа непрекинати конфликти за превласт. Сиот тој регион кој ние колоквијално го нарекуваме Запад, беше расцепкан и подвоен до невидени размери во политичка смисла, додека католичката црква и папството имаат транснационална и централизирана моќ, особено моќта за кронисување монарси. Во контекст на ово би сакал да го споменам и интересниот факт дека и цар Самуил е крунисан со одобрување на папата Григорий V кон крајот на 10 век. Во вакви услови, како што споменав и во првото видео, папата Урбан II повикува на света војна, која во историјата ќе биде позната како прва крстоносна војна. Крстоносните војни, сите до една, се едно огромно, непотребно крвопролевање. А условно земено, благородната цел за ослободување на Христовиот гроб е само лош изговор за да се прикрие вистинската намера на крстоносната војна, а тоа е плячкосување кое се карактеризира со жестокост и безмилосност. Не треба да се идеализира овој период. Во него имало и честни и добри луѓе, но исто така имало и лоши и злонамерни луѓе. Особено ова е нагласено заради законите во кои само најстарите синови го наследувале имотот и се поврзано со него, така што Европа била преполна со безделни мажи, лишени од наследство, кои биле обучени само во една работа, а тоа е уметноста на војување. Злосторствата биле чести, плячкосување, убиства, силување и редица други злосторства, односно гревови според тогашната терминологија. Простувањето на гревовите значило исто што и амнестија во денешно време, но тоа простување црквата не го давала така лесно, односно го давала ако добро се плати, нешто што не можеле сите да си го дозволат. Овде настапува генијалноста на папата Урбан II, кој оваа маса на ревностни насилници наместо внатре во Европа ја насочува надвор кон светата земја, која изобилувала со богатства во секој смисол. Како награда секако ветува општа индулгенција за секој крстоносец. Овде секако нема да се задржувам на сите перипетија преку кои помина оваа чудна мешавина од витези, пешадија, но и обични мажи и жени кои привлечени од екзотичната мисија наречена Света земја тргнаа кон Ерусалим. Факт е дека меѓу нив немаше ни еден монарх, а успехот на потфатот ќе придонесе за формирање на латинското кралство Ерусалим, составено од неколку помали кнежества кои беа во лабава феудална врска со самиот Ерусалим, по примерот на европскиот феудален систем. Недоделканите и алчни христијански завојувачи од север верувале дека муслиманите во тешките моменти ги голтале своето злато и скапоценности. Мнозина од муслиманите умирале со расечени стомаци заради ова верување. Ерусалимските евреи немале поголема среќа. Живееле среќно во мир со муслиманите долги векови, се до 14 јуни 1099 година, кога биле убиени заедно со нив. Крвожедноста на крстоносците немала граници. Еден од нив, Реймон де Агилер, толку се возбудил од гледката на опустошениот град полн со безглавени тела, што цитирал стих од Псалмот 117: "Овој ден е што го создаде Господ за да се зарадуваме и развеселиме во него." Распаѓањето на постигнатото во првата крстоносна војна ќе доведе до наредните 3 крстоносни војни, кои ќе бидат упорно продолжување на крвопролевањето заради задржувањето и појас земја наречен Света земја. Во нив ќе учествуваат и монарси како Филип II од Франција и Ричард Лавовско срце од Англија. Но и покрај ова, и огромните сили кои ќе дојдат со овие монарси, губењето на Светата земја било неизбежно. Освен огромната загуба во животи, овие војни ќе ги исцрпат и финансиски овие земји, додека единствени кои профитирале од тоа биле секако темпларите.
преку нивните позајмици на кралевите за финансирањето на ова крвопролевање. Конечно, Четвртата крстоносна војна го отсликува вистинскиот карактер на овие војни, каде примерна цел на освојување не бил Ерусалим, туку Константинопол, како поблиска, побогата и полесна за освојување цел. Четвртата крстоносна војна била поттикната од папата Инокентий III да го врати Ерусалим од неговите тогашни муслимански господари. Меѓутоа, во бизарна комбинација на сплетки, финансиски ограничувања и венецијански трговски амбиции, целта на крајот беше Константинопол, главниот град на Ромејската империја и најголем христијански град во светот, ограбен на 12 април 1204 година од нашата ера. Константинопол беше лишен од богатствата, моштите и уметничките дела, а Ромејската империја била поделена меѓу Венеција и нејзините сојузници. Така, Четвртата крстоносна војна ја стекна својата неславна репутација како најцинична и најпрофитабилна од сите крстоносни војни. Ова, по моје скромно мислење, беше каменот на круната со кој Западна Европа го започна своето издигање, кој ние денес го знаеме под името Ренесанса. Ренесансата е директен резултат на двовековното грабање од исток на богатства, знаења и тајни. Најбизарна војна која го носела називот крстоносна е сепак Албигенската крстоносна војна. Во оваа војна целта била да се задуши катарското верување кое нормално за црквата било ерес. Катаризмот е исто учење како и богомилското учење кое е автохтоно кај нас на Балканот, односно во Македонија. И додека со катарите се пресметуваше католичката црква велејќи, убијќи ги сите, Бог ќе ги препознае своите, со богомилите се пресметуваше доминантната христијанска црква на Балканот, односно православната. Темпларите, како што споменав и во претходното видео, беа воздржани кога станува збор за убивање на христијани, без оглед на тоа за какво христијанство се работи, вклучително и за гностичко христијанство како она катарското. Темпларите се секако производ на крстоносните војни. Но истовремено внимателното проучување на достапната историја поврзана со нив укажува дека тие се своевидна аномалија во овој контекст. Кога ИГДПН се појавува во Ерусалим, веќе постојат редови како хоспиталците, кои се грижеле за болниците во Светата земја, исто како и други монашки редови. Идејата за формирање на хибридна комбинација на монашко-витешки ред не била така едноставна. Без оглед на се, христијанството се уште сметало дека убивањето е смртен грев и за негово простување, освен покајување, требало и посебен покајнички обред, каде јавно се исповедале гревовите преку пост и молитва. Затоа ни изненадува фактот дека Бернар од Клерво е близок роднина со ИГДПН и со грофот од Шампањ. Бернар бил идеологот и со својата мајсторска дијалектика успеал да изнајде догматско оправдување за формирањето на овој воено-монашки ред. Зошто ја споменувам семејната поврзаност на овие неколкумина важни за почетоците на темпларскиот ред? Внимателното читање на Евангелијата, како канонските, а особено оние апокривно-гностичките, отвора сосем различен увид од оној кој ни го нуди црквата за животот на Исус Христос. Пример, во родословот на Исус со кој се започнува Евангелието по Матеј, јасно се гледа дека тој од кралската лоза на јудејските кралеви Давид и Соломон. Во самите канонски евангелија се споменуваат браќата на Исус по име, а сестрите негови се само споменати, без да бидат именувани. На ова се надоврзуваат гностичките евангелија кои јасно зборуваат за сопругата на Исус, нешто нормално за било кој еврејски рабин, каков што бил и Исус. Ова само по себе укажува на семејство кое значи само едно, а тоа е наследници. Наследници и тоа наследници на кралска лоза. Кристофер Најт и Роберт Ломас во своето истражување доаѓаат до интересни заклучоци, дека овие наследници преживеале до времето на крстоносните војни и дека всушност се самите основачи на темпларите. Сосем независно од ова, Милан Видоевик, базирајќи се на своите истражувања, тврди дека на Никејскиот собор, каде се поставени основите на христијанството како што го познаваме денес,
биле присутни и наследниците на Исус, кои биле игнорирани во нивното несогласување дека со тоа се догматизира ликот на Исус. Денес знаеме дека добар дел од некои оригинални учења се отфрлени како ерес на овој собор, како што е до тогаш многу раширеното аријанско учење. Се чини дека вистината заминала во илегала. Додека ова што го имаме денес е догматизирана форма базирана на митраизам, неоплатонизам и константинизам. Темпларите во нивниот почетен период се обвиткани со мистерија. Очигледно тие открија нешто во Ерусалим, односно јас би рекол повторно дојдоа во посет на вистината која им беше позната, но им недостасуваа материјалните докази. Тие материјални докази на чуден начин дојдоа и до нас преку откривањето на свитоците од мртвото море и библиотеката Наг Хамади. Текстови кои се со многу поголема автентичност отколку официјалните канонски текстови како од Стариот, така и од Новиот Завет. Многу нешто укажуваат на тоа дека темпларите имаат пронајдено исти или слични вакви текстови, кои фрлаат сосема нова светлина на целокупната историја поврзана со Јешуа бен Јозеф, односно Исус. Исус всушност бил член на една тајновита аскетска група наречена Есени, која веројатно поседувала тајни многу различни од она што е официјалната историја. Есените биле аскетска и мистична група на која се припишува авторството на свитоците од мртвото море. Нивниот начин на живот во целибат, аскетизам и посветеност на духовниот живот во многу нешта потсетува на животот на темпларите. Пак ќе повторам, во случајот на темпларите заветот на сиромаштво на поединците не ја прави нужно сиромашна заедницата, а во правилникот на темпларскиот ред, особено оној подоцнежниот преведен на француски, наидуваме на фактите за изобилие на коњи и опрема која ја поседувале темпларите, од кои само мечот бил сметан за личен имот, додека се друго било на самиот ред. Самиот печат на редот во овој смисол не значи сиромаштија, туку ги означува двата степени на редот. Друг интересен подоток од правилникот е наредбата да одат таму кај што се собираат екскомуницираните витези, што е јасно укажување на мистичната и неортодоксна мисија на темпларите. Мистиката е таа која најмногу ја прави интересна историјата на темпларите. Редот имал 3 слоја на членови: витези, водници и свештеници. Ова е важно затоа што единствено витезите биле благородници и било важно да се легитимни синови на нивните родители. Единствено тие носеле бели наметки. Ова е важно затоа што мене ме упатува да мислам дека тие на овој начин се поврзувале со постари знаења и религиозни практики кои одат многу наназад, во времето пред христијанството, па и пред самиот јудаизам. Затоа, чудните ритуали и идолите од типот на Бафомет не треба да изненадуваат. Не е само фактот дека инквизицијата доаѓа до овие сознанија преку мачење од темпларите, туку и фактот дека темпларите биле само номинално христијани, но во суштина нивните духовни практики биле многу постари, многу повозвишени и во суштина гностички. Се повеќе сум убеден дека заминувањето на темпларите во светата земја било едноставно враќање на своите корени. Бафомет, или чудната глава која обожувале темпларите, најмногу ги соблазнува оние кои светот го гледаат црно-бело, и за кој постои само еден совршено добар апсолут, односно богот на црковната догма, и еден совршено лош апсолут, односно ѓавол. За тоа што се наоѓа во историските книги и за природата на Бафомет зборува во првото видео, додека овде ќе ви го представам окултниот езотериски приказ на она што е Бафомет. Ликовната представа за Бафомет каква што ја знаеме денес ја добиваме од францускиот окултист Елифас Леви во неговата книга Догма и ритуал на високата магија. На оваа представа се гледа андрогино суштество со јарешка рогата глава, од која излегува нешто налик на факел. Голо торзо на која има женски гради, има крилја и седи со прекрстени нозе. Меѓу нозете има кадуцеј, а рацете му се во положба која го илустрира мотото на Хермес Тримегистос, како горе така долу. Над раката што покажува горе има бела полумесечина, најверојатно означува млада месечина, додека под раката што покажува надолу има црна полумесечина, што најверојатно означува опаѓачка месечина.
На челото има пентаграм. Оваа слика многу потсетува на арканата број 15 од тарот картите, наречена ѓавол. Бидејќи еден ваков композитен лик не постои во природата, очигледно е дека станува збор за комплексна символична представа. Затоа, ајде малку повнимателно да ги разгледаме символичните значења на сите овие елементи поединечно. Според Елифас Леви, на Бафомет треба да се гледа како исконска представа на оваа вистинска доктрина, бидејќи витезите темплари се сметаа за наследници на истата еретичка револуционерна традиција која допира до гностиците од доцната античка школа во Александрија. Обкружувањето каде што наводно се случила значајната поделба помеѓу вистинската и лажната религија. Во оваа светлина, Бафомет не е само магнетистички символ што ја представува теоријата на Леви за магијата, туку пред се и основно олицетворение на една и единствена вистинска традиција чија крајна цел е воспоставување на совршен општествен поредок. Јарешката глава е очигледно укажување на јарецот или богот Пан, кој е централна фигура на ритуалот наречен вештерски сабат, за кој биле обвинувани жените кои биле судени за вештичарење од страна на инквизицијата. Пентаграмот на неговото чело е исправен нагоре кој означува духовен стремеж кон високите духовни сфери, символ кој е оличен и во цртежот на Леонардо да Винчи, виртувијански човек. Андрогиноста на Бафомет укажува на испреплетеноста на машкиот и женскиот принцип, или јин и јан како сакате. Положбата на рацете укажуваат на поврзаноста со Меркур, односно Хермес Тримегистос, преку неговата изрека како горе, така и долу, што од своја страна укажува на пресликувањето на духовниот врз материјалниот свет. Кадуцеот е секако поврзан со Хермес Тримегистос и е символ на медицината. Крилјата се очигледна алузија на ангелите и архангелите, во прв ред на архангелот Рафаел. Темпларите и покрај нивното насилно згаснување имаат оставено огромно наследство, како видливо, така и невидливо, односно материјално и духовно. Редица познати личности се поврзуваат со нив, како на пример Кристофор Колумбо, за кој се претпоставува дека бил припадник на Христовите витези. Витези кои всушност биле само преименувани темплари. Заради нивното располагање со воена и трговска флота, која го споменав во првото видео, некои автори, базирајќи се на одредени ликовни дела од времето пред 1492 година, сметаат дека темпларите го познавале и посетувале новиот свет и пред тоа, додека експедицијата на Колумбо представува само освојување на веќе откриените територии. Се вели дека бродовите на Колумбо пловеле со знамето на кое на црна основа имало бел череп со две вкрстени коски. Ова знаме, освен што е типично пиратско, е истовремено и символ на едно тајно здружение во кое се вели дека членувале и редица американски претседатели. Тоа здружение е череп и коски. Банкарската активност која измислуваат темпларите, многу веројатно инспирирани од одредени старозаветни знаења присутни во јудејската традиција, подоцна ја пронаоѓаме унапредена во ренесансните банкарски семејства од Венеција, Фиренце и Дженова, кои многу често биле лични банкари на редица папи, или самите станувале папи, како во случајот на неколкуте папи од банкарското фиорентинско семејство Де Медичи. Ова семејство, освен што е познато по своите банки, исто така е познато по нивната меценска активност на познати уметници како Рафаело, Микеланджело, Леонардо и Ботичели. Добар дел од уметничките дела се исполнети со мистериозни, гностички и пагански елементи, како делото Пролет на Ботичели, Конечниот суд од Микеланджело, кој денес ја краси Систинската капела во Ватикан и редица други. Истражувајќи за темпларите, особено за нивните тајни обреди, особено на нивното исчезнување во илегала, влегов во трагите на една друга заедница на луѓе, а тоа е масонеријата. Нивниот слободарски и антиклерикален дух е главната врска помеѓу нив и темпларите. Затоа, наредното истражување ќе биде за нив. Пред да завршам, морам да кажам дека често овие видеа привлекуваат внимание на луѓе кои имаат нагласена религиозност и догматичност. Луѓе кои светот го гледаат црно-бело, дури и во најубавиот пролетен ден кој е исполнет со изобилство од бои. Моите истражувања
се истражување на отворен ум и љубопитен дух, кој се нурнува во дамарите на неистраженото, каде понекогаш е мрачно само затоа што генерации луѓе тие места и простори ги затемниле со својот страф и незнаење. Моето знаење е ограничено, така што истражувањето е едно постојано патување. Незнаењето на оние кои секаде гледаат ѓавол и сатанизам е неограничено, така што ние немаме заедничко тло за дискусија. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Благослов и секој добро.